Протестот на кумановци кои што изминатите години работеле во американските бази во Ирак и Авганистан продолжи и денеска пред зградата на Управата за јавни приходи. Во очекување се на официјален одговор од директорката на УЈП Елена Петрова, дали ќе биде прифатена поканата за средба во Куманово, на која би се разговарало за решавање на проблемот. Засегнатите граѓани кои што периодов добиле решенија за ретроактивно оданочување вела дека не се против плаќање на данок, но се против присилна наплата, против селективно толкување на законите и против одбивање на доказите кои што уредно ги доставиле до Управата за јавни приходи. Воедно се заблагодарија на градоначалникот Максим Димитриевски што посредувал во комуникацијата со директорката на Управата. Протестот е поддржан и од нивни колеги од Скопје, Тетово и останати градови. Во Куманово протестот ќе продолжи в понеделник пред зградата на општината во периодот од 14 до 16 часот, а во вторник и в петок кумановци ќе ги поддржат протестите во Тетово. Сакаме јасно и гласно да нагласиме. Ние не сме политички, ни партиски настроени, ниту политизирани. Нашата борба не е против никого, туку против правда. Бараме поддршка од секој човек кој смета дека сме во право, без разлика на политичката, етничката или било каква друга припадност. Посебна благодарност упатуваме до градоначалникот на Куманово, кој јавно се обрати пред Советот и изјави дека ќе помогне во решавање на овој проблем. Му заблагодаруваме за средбата што ни ја подсреди со директорката на Управа на јавни приходи. Ние уредно ја поканивме директорката со писмена достава и во моментот очекуваме нејзин официјален одговор за одржување на таа средба. Сакаме да ви информираме дека таа средба ја планираме да ја направиме да се одржи во големата сала на комитет и на неја ќе бидат присутни сите засегнати граѓани од Куманово и од другите градови, а ќе бидат поканети и градоначалникот и вас медиумите. Очекуваме таа средба да биде јавна и на неја директорката јасно и транспарентно да ги изнесе своите ставови пред граѓаните. Вчера до Совет на општина Куманово беше доставено писмено барање од наша страна за нашиот проблем со Управата за јавни приходи. Беше побарано да се стави точка на дневен ред, затоа што ние сме дел од овој град, ние сме граѓани кои го избрале тој Совет и имаме право нашиот проблем да се дискутира институционално. Благодарност до Советот што ја отвори расправата и јавно беше кажано дека таа точка нема да се стави на дневниот ред. Благодарност до советниците кои ни дадоа поддршка. Во исто време мора да изразиме големо разочарување од дел од советниците кои не гласа за таа точка да се стави на дневен ред, а истите тие советници беа изгласани од страна на нас и на граѓаните на Куманово. Морам да нагласам дека ова не се ефтини политички поени, како што и самите советници го кажаа тоа. Нашата борба ќе продолжи се додека проблемот не се реши. И уште еднаш јасно потенцираме. Ние не сме против плаќање на данок. Ние сме против присилна наплата, против селективно толкување на закони и против одбивање на доказите кои уредно ги доставуваме. Бараме фер однос и закон за сите. Значи да знаете дека има поддршка исто од Тетово, од тетевчаните, за сите сме интересирани да биде законот, ма да биде регуларно за исти, не за арбитрарен закон. Значи ние ќе продолжиме со протестот доколку има управа за сите граѓани. Значи ние сме плаќал такса и не може да плаќам 2 пати, 3 пати да продолжиме така. Значи ние не сме против законот, ма треба да се респектира законот и понатаму за сите граѓани. Општинската организација на СДСМ Куманово денеска одржа пресконференција во врска со неприфатената предложена точка за дополнување на дневниот ред на вчерашната седница на Советот, по која требаше да се отвори расправа за проблемите со кои се соочуваат граѓаните на Куманово кои работеле во американските бази во Ирак и Авганистан, а кои се однесуваат на ретроактивното оданочување. Со ваквата одлука, председателката на Советот ја злоупотреби својата функција, оневозможувајќи демократска
и институционална расправа и ускратувајќи им го правото на советниците да дискутираат за прашања од висок јавен интерес. Истовремено беше овозможено на градоначалникот да дискутира по оваа тема, што представуваше селективен пристап и прекршување на принципите на еднаквост и транспарентност во работата на Советот. Ваквиот пристап кон ретроактивно донесување директно го доведе во ризик идниот економски развој на градот Куманово, при што граѓаните кои со години вложувале во локалната економија и предонесувале за финансиската стабилност на градот, се доведени во состојба да ги пренасочуваат своите средства и идни инвестиции надвор од државата. Куманово повеќе од 15 години се развиваше токму благодарение на средствата од овие граѓани. Дополнително, ваквите одлуки создаваат сериозна несигурност и во банкарскиот сектор, при што дел од граѓаните започнаа со повлекување на своите средства, а кај останатите се создава чувство на недоверба и страв, што може да резултира со трајно насочување на финансиски приливи во странство. Сметаме дека ваквите прашања заслужуваат отворена, транспарентна и аргументирана дебата во Советот, со вклучување на сите засегнати страни. Само преку институционалниот диалог, почитување на демократските процедури, може да дојде до решение што ќе биде во интерес на граѓаните на Куманово. Повеќе од 8 километри од речните корита во Кумановско се исчистени во изминатиот период, а навремено се детектирани и критичните точки, соопшти денеска раководителот на АД Водостопанство Кумановско-Липковско поле Дарко Живковски. Во Кумановскиот регион периодов немаше излевање на реките од речните корита, а што се однесува до акумулациите Глажња и Липково, состојбата е стабилна и се очекува водостојот да расте, посочуваат надлежните. На временото интервенирање, односно и постапување, ги детектиравме критичните точки, кај што во минатото имало излевање на речните корита, постапивме на тие критични точки, ги саниравме речните корита, се уште работиме во село Довезенце, да ја вратиме реката во старото речно корито. Изминатиот период немаме излевање на реките од своите речни корита. Во Довезенци имавме мало излевање, но тоа е од нестручното изведено мост кој представува препрека во самото речно корито, па при доаѓање на поголеми води има мало излевање кај мостот, но вака нема загрозени куќи и земјоделско земјиште. Во изминатиот период имавме повеќе интервенции во меморијалниот центар Асном, интервениравме во селата Јачинце, Довезенци и Клечовце, речните корита се уредени, формирани бедеми заштитни кои спречуваат можни излевања и исто така чистевме дел од речно корито во Табановце и во Горно Којнаре реката Којнарка ја исчистивме, така да имаме исчистуван повеќе од 8 километри речни корита и исто така критичните точки ги сервисиравме и имаме план во наредниот период каде ќе постапуваме и каде ќе биде присутна нашата механизација се со цел да се заштитат имотите и да немаме излевање на речните корита. Па на терен во самите речни корита имавме зголемено присуство на отпад кој е фрлен од нашите сограѓани, така да би апелирал да не фрламе во речните корита отпадот, односно сметот, да го одлагаме на предвидените места за тоа, исто така дали чистоти зеленила работат и дивите депонии се санирани и речните корита, односно крајбрежјето на речните корита ние го исчистивме во иднина да немаме повторени вакви сцени, па да доаѓа да реките ни се поплавени со отпад и пластични шишиња да плутаат. Така да тоа е апел до граѓаните да бидеме одговорни и да ја зачуваме животната средина. Имаме доток во акумулациите, стабилна е таму ситуацијата, покачување на нивото, моментално располагаме со 13 милиони метри кубни вода во акумулациите. Се очекуваме уште тој водостој да расте и да акумулираме доволно количини за непречена наводнителна претходна сезона 26-та. Навремено ќе почнеме со наводнување и се надеваме на успешна сезона, земјоделците да имаат поголеми приноси.
Советот на општина Куманово го усвои ценовникот за новиот автопазар кој ќе се одржува секоја сабота на локацијата на стариот добиточен пазар во Долно Којнаре. Како што соопшти на вчерашната седница веде директорот на јавното претпријатие Пазаришта Суат Зејнулахи, цените на услугите ќе зависат од големината и видот на возилото, а капацитетот ќе изнесува од 200 до 300 возила. Ценовникот е како резултат на желота за отворање на пазар за продавање на возила кој е во согласност со програмата на јавното претпријатие Пазаришта за 2026 година која ја изгласавме на претходната седница. Од нашите истражувања во соработка со вработените во претпријатието, дојдоме до заклучокот дека има финансиска за нашето претпријатие, имајќи предвид дека нашата претпријатие, нашата општина е од најголемите по население и географска положба, каде гравитираат многу рурални други општини со големо население и гледаме како исходно да ја направиме овој обид. Ние како претпријатие имаме човечки ресурси кои ќе ги искористиме за оваа дејност. Истовремено имаме и наши простории кај добиточниот пазар, поради тоа што тој моментално има забрана за функционирање од страна на Агенцијата за ветеринарија и истиот ден сме предвиделе да значи и пазарот за возила да работи во сабота, имајќи предвид дека оваа дејност не ја отежнува финансиската состојба на претпријатието, туку мислиме дека со отварање на автопазарот ќе имаме само финансиски придобивки. Сме предвиделе значи за електричка за мотоцикли да се плаќа 150 денари, за мотоцикли 250 денари со предвидено ДДВ, за електрични возила да се плаќа 150 денари со опфатено ДДВ, за возила за приколки и трактори 300 денари со предвидено ДДВ. За комбиња 350 денари со ДДВ, за камиони со капацитет од 2 тони 400 денари со опфатено ДДВ, за камиони со капацитет над 2 тона се плаќа 500 денари. Сме предвиделе и за паркирање на автоа со лична одговорност, значи се плаќа 150 денари на ден. Во организација на Демократската партија на Србите во Македонија и Српската заедница Куманово, традиционално и оваа година ќе се одржи свечена Светосавска академија по повод националниот празник на Србите во Македонија Свети Сава. Академијата ќе се одржи в понеделник со почеток во 19 часот во Занајчискиот дом во Куманово. На свечената академија се очекува присуство на високи представници од владите на Македонија, Србија, Црнагора, како и реномирани драмски уметници. Традиционално Светосавската академија ќе биде збогатена и со настап на културно-уметничкото друштво Српски вес од Куманово, а пред присутните ќе се представи и уметничкиот ансамбл на Министерството за одбрана на Република Србија. Црвениот крст на Македонија во текот на 2025 година во рамки на годишната програма за развој на крводарителството реализираше работилници посветени на унапредување на крводарителството во насока на јакнење на организацијските капацитети на општинските организации и зајакнување на мотивацијските тимови.
На работилниците беа обучени 18 врснички мотиватори за крводарителство, 13 мотиватори од работни организации и дополнителни 6 тренери за реализација на идните обуки. Обучените мотиватори имаат за цел во тековната 2026 година да реализираат работилници за мотивирање на младите во средините каде крводарителството е помалку развиено. Со вложување во младите и новите кадри се гради силна мрежа на мотиватори кои ќе инспирираат, охрабрат и водат нови генерации крводарители, објави Црвен крст на Македонија.